Почитувани гледачи, ова е новото издание на емисијата Супер Звезда и денеска веќе покрај мене имаме еден специјален гостин, станува збор за господинот Мартин Михајлов. Мартин, добре дојде во Супер Звезда, како си? Супер, како си ти? Супер, се знаеме многу одамна, еве дојде конечно и денот, заедно да бидеме во една ваква емисија, во која што верувам дека нашите гледачи ќе уживаат исто оноку колку што ќе имам можност и јас да уживам заедно со вас. Договорено. Затоа што ќе разговараме за нешто многу интересно, за еден многу убав интересен спорт. Ајде да откриеме зашто ќе биде оваа емисија, за кој спорт денеска ќе збориме, Мартин? Па денеска збориме за бразилско џиу-џицу. Значи не џиу-џицу, не некои такви Џиу-џицу со малце таков латино шмек. Карате, да, него за џиу-џицу со латино шмек, ета. Денеска ќе ги оставиме настрана сите оние карате, аикидо и други варијанти кои што ги има, ќе учиме за еден нов спорт, така ли кажавме дека ова спорт кој што е во подем? Да, спортот е во подем, прилично е млад од аспект на боричките вештини, постои негде од популарен е некаде од околу 90-тите години, а во веќе после 2000-тите се шири малце повеќе низ Европа. Кај нас пред едно 5-6 години, да не речам стигнат и си ја стигнал полека својата популарност. Така, еве ова нека е само најава за сите кои што не гледаат, почитувани гледачи, останете со нас, денеска разговараме за бразилското џиу-џицу. Бидете тука, се враќаме во разговор со мојот пријател Мартин за неколку минути. А сега правиме пауза. Почитувани гледачи, се враќаме во програма со мојот денешен гостин, а тој е господинот Мартин, кој што работи меѓу другото како професор на економскиот факултет и тоа професор по информатика, нели? Да, тоа ми е дневната работа, нели? Тоа ми е главната преокупација во живот, значи сум професор на економски факултет, а спортот, конкретно бразилско џиу-џицу, се го работам поради пасија некоја. Значи, Како дојде сега идејата да го донесете бразилското џиу-џицу овде во Македонија? Сам. Кратката верзија на приказната, докторските студии ги работев во Словенија. Таму вежбав случајно, кој вежбав овој спорт, кај еден бразилски мајстор, ми се допадна спортот, ми се допадна како влијаеше на мене, како позитивно ме вадеше од некои ситуации. И кога се вратив во Македонија, сакав да продолжам некако, немаше друг начин да продолжам, освен заедно со уште неколку другари да пробаме сами нешто да направиме. Така до таму почна оваа приказната, се собравме јас како професор, еден доктор, еден програмер и ше двајца тројци, рековме ајде да правиме нешто интересно. Така се формира клуба. Така се формира клуба, да, 5 луѓе бевме на почеток, си најдовме сала, почнавме се вежбаме и од таму почна приказната. Кога се почетоците на вашиот клуб? Па пред 6 години, отприлика. Така некто октомври пред 6 години. И така почнавме во една мала сала, 50 квадрати, 5 души да вежбаме и полека наоѓавме други луѓе што ги интересира се тоа. Се пронаоѓаа самите себе си поради специфичноста и интересните аспекти на спортов и еве денес сме поприлично голем број. Така, денеска работите веќе и со дечиња, навршувате една година откако веќе имате и детска група кај вас. Затоа сум јас тука да го промовираме овој прекрасен спорт меѓу дечињата. Да се вратиме на приказната со возрастните. Почнавте пред 6 години и почна брзо сето ова да расте во нашата држава. Па умерено, што е најдобро, затоа што се што расте брзо, многу после брзо ќе се издеши како еден балон. Расте умерено, битно е секојаш да има се повеќе заинтересирани, сите што влегуваат кај нас во клуб да знаат дека има една убава позитивна атмосфера. Значи не се тука да некој нешто им попува или некој нешто им објаснува, да им наметнува некои правила во животот, затоа што кај нас во големата група се возрастни луѓе, него дека доаѓаат на едно место кај што може да се видат самите себе си, во пријатна атмосфера и добро друштво. Ајде сега да кажеме нешто повеќе за бразилското џиу-џицу. Прашањето е што е бразилското џиу-џицу? Бразилското џиу-џицу е чудо кое што отишло во Бразил и сватиле дека е неадекватно за Бразил и бразилците решиле да го приспособат на нивниот пореален начин на живот. Кај што знаеме во Јапонија, кај што потекнува џудото, работите се све по пропис и по некој чести кодек. Во Бразил работите биле малце диви, бидејќи таму секојдневни предизвици на улица, снајди се па живе и така натаму. Така да го прилагодиле џудото на секојдневна ситуација, каде што во секојдневните ситуации сите борби, сите битки помеѓу луѓето завршуваат на земја. И решиле да развијат еден систем на борба кој што функционира на земја и е прилично реален ако збориме од аспект на борба. Затоа што нормално ние се фокусираме повеќе на спортскиот дел, тој уличниот дел го оставаме за уличните текачи. Која е целта еве кај луѓето кои што учат бразилско џиу-џицу? Со која цел и со која намера треба да се учи ова? Дали треба човекот кој што го учи бразилското џиу-џицу утре да биде дефанзивен или офанзивен? Па и двете.
го викаат спортот, го викаат the game of human chess, игра на човечки шах. Тоа е затоа што поради спецификите на тоа како се справуваш со туѓото тело при борба, мора многу да размислуваш и не е све само до дали сум појак или поснажен или имам подобра техника, него дали сум во борбата попаметен од него. Други боречки спортови се фокусираат на други аспекти. И баш поради сето тоа мислам дека многу луѓе, дури кои што никогаш ништо не вежбале во животот, се наоѓаат во спортов, луѓе кои што се прави атлети, доаѓаат и сваќаат дека никој што ништо не вежбал во животот може да прави со нив што сака и они се наоѓаат во спортот. Wat ли овој спорт за дечиња? За децата е многу прекрасен спорт поради специјалниот пристап кој што може да се постави кон нив. Според мене, за разлика од другите боречки вештини, има малце поширок опфат на нештата како ги едуцира децата, од повеќе аспекти од секојдневието. Кога се деца во прашање, колку е убава возраст да се започне? Па веќе некаде околу 5-6 години може да почнат луѓето да размислуваат. Ние имаме некоја идеја за специјална група каде што ги едуцирале дечиња 3-4 години. Треба да видиме дали ќе успееме да реализираме, затоа што бара многу сериозен пристап. Затоа што работата со деца не е да ти дојде дете па прави со него што ќе ти текне. Мора си има сериозен пристап. Ја, нели, по професија професор, морам пред се да мислам на едукацијата. Така да имаме добро осмислен пристап кој што нормално сме го адаптирале од специјални едукативни програми на нашата средина за како детето правилно да се развие. Значи, он кој ќе дојде на тренинг, малце ќе повежба, малце ќе поигра, ќе го научиме како се справи со конкретни ситуации што можеби ќе ги има на школа. Тоа не мора да биде секојаш физичка ситуација, може некојаш ќе биде вербална ситуација, како да има самодоверба, како да не се плаши, како да избегнува нешто што кај настанува актуелно училишно насилство. На англиски што го викаат булинг, каде што го закачат, ама тоа закачање веќе не е другарско, него преминува во нешто што за него е непријатно или за нејзе нормално. И околу тие работи ги вртиме нештата, да они можат да го имплементираат тоа што го учат кај нас на некој начин во секојдневниот живот. Колку прекрасно кажано, ти благодарам. Ова нека биде во ведниот дел од нашиот разговор. Ќе направиме кратка пауза, почитувани гледачи, а веднаш по овој разговор ќе имаме можност да го запознаеме и тренерот, човекот кој што ги тренира и постарите и помладите. Останете со нас, ова ќе биде многу интересна емисија во која што се надевам дека ќе уживате подеднакво оноку колку што уживам и јас. Бидете тука. Почитувани гледачи, сега имам чест и специјална можност да го најавам Давид Ровчанец, кој што работи како тренер на бразилско џиу-џитсу. Давид, добро ми дојде во Супер Звезда, како си? Одлично, супер. Драго ми е што ќе имаме можност да се подружиме вака денеска и гледачите ќе имаат можност да те видат како ти едноставно водиш еден час. Ајде сега да почнеме од тоа, сакам да прашам, колку дечиња има во групата каде што доаѓаат најмладите? Значи вака, во групата имаме 15 деца, 15 активни членови. Од 5 до 8 години, но генерално групата ни од 5 до 12 години може кој што сака да доаѓа да тренира децата. Активна е групата, почнавме од септември и ни оди добро, ни оди одлично. Така, сега сте во подем, така, има ли голема заинтересираност? Се јавуваат ли нови членови? Има, да, значи константно имаме нови членови. Имаме деца од интернационални школи, имаме деца од нормално кај нас. И се поменуваат убаво, на интересно да се социализира децата, да им помаѓа други, да им биде интересно, да им биде забавно, значи пак спортот е за нив, не е за родителите. И да. Кажи ми сега вака малку повеќе за тебе да направиме муабет. Ти ако си млад, многу години си со џиу-џитсуто, колку време веќе си во овој спорт? Јас сум веќе 6 години, да, 6 години. 6 години си веќе. 6 година, да, вака ми биде 6 година. Да, ти се множат. Кажи ми сега како е да се подучуваат, она што ти доскоро те подучуваат тебе, сега ти ги подучуваш младите, како е да се работи со дечиња? Да, значи различно е многу, бидејќи друго е кога имате успешен надпреварувач и друго е кога имате тренер. Значи не значи дека успешен надпреварувач ќе биде добар тренер, значи тоа се го различно се одликува. Со деца, бидејќи јас сум работил исто со возрастни, со деца мене ми е одлично, значи ја уживам во работата, бидејќи децата се највише кај нив има интерес. Се што треба, значи само да им дадете знаење, а нив и они ќе со игра, малце знаење со игра, значи бидејќи нашите тренинзи се соженуваат од, значи имаме увод, имаме техника, имаме игра, имаме техника, че треба да знаете како да работите со децата. Значи децата треба, ако нив концентрацијата им трае малку време,
Значи ние треба малку време да им да направиме некоја игра, некоја техника за да ги научат тие работи, да ги меморизираат и да знаат нормално да ги можат да ги примаат понатака во животот. Убаво е да знаат и родителите и оние најмлади гледачи кои што не гледаат сега дека она што го работите на часовите не е само борба. Напротив, има и голем дел на социализација меѓу децата. Има разговори, има се што има психичка подготвеност. Може ли малце повеќе да кажеме за тоа како изгледа еден час на пример? Значи еден час почнува со нормално, со загревање, имаат животински игри кои што ги прават децата, кои што се доста забавни за нив. Потоа имаме една техника, потоа после техниката имаме игра. Значи имаме игра со, кажам, суптилна игра со една техника која што нели оние учат тајно таа техника во играта. И потоа имаме уште една техника и после техниката имаме говор, кој што обавезно или мора да се држи бидејќи предаваме боречка вештина, значи ги учиме децата да се брнат себе си, значи ги учиме децата техники кои што нели треба да се ги применуваат во самоодбрана и секогаш нели страв тие техники и тие деца да не станат спротивно тоа што ние пробуваме нив да ги воспитаме, значи да бидат дисциплинирани, да бидат културни, да не ги прават тие работи што ги учат, да ги прават во школа на други деца. Значи да ги учат тие работи што ги учат, треба да ги применат во ситуација во која што ние ги учиме како да реагираат. Ги учите да познаваат боречки вештини и да се одбранат дури и со говор, но сепак не е тоа офанзивна, значи техника, напротив дефанзивна, да можат во случај ако бидат нападнати од некој кој што е не толку мирен во училиште, некој локален силеџи или нешто слично, да можат да се одбранат. Тоа ли е техники? Секогаш е лесно дали да предизвикаме конфликт и секогаш е лесно да започнеме конфликт. Тешко е конфликт да се смири, да се нели како рекуваме да се смириме топката и да го избегнеме тој конфликт бидејќи конфликтот ние учиме конфликтот да биде последниот ресурс на детето. Значи да не знаат да се справат со конфликтот, значи да знаат како да се справат, но да не дојдат до конфликт. Во случај сега кога ќе дојде, како што кажавте вие пред да го започнеме овој интервју, секоја борба на крајот завршува на земја. Затоа ли вежбате и многу долу на земја, да? Повеќе од време да се бориме на земја, без оглед на тоа дека им е забавно на децата, нели прво кога играат се борат, нели се борат на земја, се буткаат на земја. Од мали нели многи ние почнуваме на 4 нозе, почнуваме на 2 нозе. Да, работиме партер, значи работиме на земја. Техниките се генерално на земја, учиме како да го собрат својот противник, како да го контролираат својот противник, че да не го удираат физички, туку да го собрат противникот. Ги учиме исто, значи дека ќе го собрат нивниот противник, да викнат надлежни луѓе, наставничка, родител да дојде и да ја превземе ситуацијата. Држат под контрола, значи на земја. Значи не учиме, имаме некои техники со удари како да се движат, но генерално е да се контролира, да го контролира својот партнер доле на земја и да не може да се движи да дојде до некоја позиција. Точно ли е дека еден од оние кои што се борат со помала килажа може да контролира некој со поголема килажа кој е под него? Да, се разбира, баш што имавме вчера имавме час и баш за тоа дискутирав со некој член. Имавме понов член кој што е постар, има 8 години и кога гледам, значи има поеки деца, има поеки физички деца ќе дојат и знаете како првиот час име не разбираат што е ова, они мислат дека физички ќе треба да се пресметат со сите деца додека не го научат системот на кој што нашата фамилија функционира на тренинг. Па баш у тие моменти, у тие ситуации сакам да го искористам тоа, сакам да деца да се борат, на пример, кога доја овој пример што сега го раскажам, 8 години. Дете од 5 години кој што тренира цела година кај нас, ќе дојде ќе се бори со него. И за 2-3 минути сваќа дека не е се во физичката сила, дека тука има многу техника, има многу смиреност, има многу дисциплина, има само доверба. Значи тоа се тие работи кои што се гордееме ние како клуб што ги учиме децата. Ти благодарам. Давид, сакам да те прашам сега, на кој начин напредуваат децата? Тие добиваат ли некој појас или нешто друго, па да стекнуваат рангови од понизок кон повисок? Значи вака, за разлика од традиционалните боречки вештини школи, каде што има нели систем на полагање, систем на појаси, ние немаме таков систем. Кај нас децата се рангираат по нивниот труд, нивниот тренинг. Типично кај нас, значи сакаме да гледаме детето колку се труди, колку сака да вежба, колку е често на тренинг, многу е битно и родителите имаат многу битна улога кај детето, иако не сакам сега да го споменам овде дека се родителите многу битен фактор, но да, бидејќи се мали деца, родителите мора да вложат време во своето дете да го носат на тренинг. Че тоа е исто еден проблем, да кажам. Не проблем, но
една ситуација со која што се справуваме е родителите да ги натераме да ги носат децата на тренинг редовно и да, значи таа редовност, таа упорност допринесува до тоа ние да ги рангираме децата со повисоки имаме ленти кои што идат на појасите по 4 ленти и потоа иде појас, 4 ленти по појас и така натака. Но немаме некој систем по кој што полагаат или не полагаат. Генерално доаѓа од нас кога гледам дека некој дете е спремно и Тогаш си добил повисок ранг. Колку е важна дисциплината за да може човек да учи? Кажавме бразилско џиу-џитсу. Па видете вака, ќе ви дам типичен пример на тренинг. Значи имаме дете кое што има 6 години или 5 години, кое што има 3 ленти на појасот и имаме дете кое што има 8 години, а има една лента на појасот. Значи е типичен пример каде што тоа, значи имаме поголемо дете, треба да слуша помало дете на тренинг. Значи ја исто многу пати на тренинг им давам на помалите деца или на членовите со поголем чин да водат тренинзи, иако тие се помали од поголемите деца, нели? Да. И сега тука имате момент каде што поголемиот треба да го слуша помалиот. Еве типичен пример дисциплина на тренингот. Мислам тоа е многу битен дел да има дисциплина на тренинг, да. Но и значи почит кон чинот кој што го има некој член кој што на пример помало од вас, така, а вие треба да го слушате сега. И такви ситуации, значи такви суптилни ситуации кај нив допринесуваат до подобра дисциплина и почит меѓусебна почит на нашата фамилија на тренинг. За разлика од другите боречки спортови и вештини, во што предничи џиу-џитсуто? Дефинитивно во борба на земја. Да. Значи нашиот гол секогаш е да донесеме борбата од горе на земја и да го контролираме противникот и да ја смириме ситуацијата. Така, кажавме дека е една многу стара древна вештина, така ли? Да, древна вештина, да. Која што не се знае дури ни пред колку години потекнала. Значи, џиу-џитсуто доаѓа од џудото. Значи тоа е неспорен факт, значи тоа го знаеме сите, значи џудото е почетокот, но потоа како има самиот спорт еволуирано и е дојден до спортот кој што е денеска. Нели зборевме за кратко за историјата на џиу-џитсуто дека доаѓа од Јапан. Јапонецот кој што има дојдено во Бразил, кој што го има пренесено на една бразилска фамилија, кој што таа фамилија тој спорт џудото го има модифицирано на нивен начин како да се борат на земја, како да се справуваат со поголеми противници, бидејќи еден од членот фамилијата имал анорексија и бил многу малечок и не можел да се бори со поголемите браќа, па морал да не смисли некој начин како да им парира нив, па од џудо почнал да смислува свои техники, значи да смислува свои тактики како да се бори со поголемите браќа и се родил спортот. Давид, сакам да те прашам дали џиу-џитсуто, бразилското џиу-џитсу во истава форма во која што вие го донесовте овдека, е широко распространето и во други земји на светот? Да, се разбира, дефинитивно. Значи може да видите тоа по сега моментално секој акционен филм ја што сум го гледал е со бразилско џиу-џитсу кореографија. Значи во филмовите застапено? И во филмовите, да. Во која земја е најзастапено вака најмногу? Се разбира, почнато е во Бразил. Таму има нели еволуирано модифицирано спортот, но самата миграција од Бразил кон во Соединетите американски држави моментално Соединетите американски држави е дефинитивно мека за овој спорт. Ајде уште за крај да ја прашам, уживате ли вие во вашата работа со дечиња? Се разбира, да. Мислам, да работите со деца мора да сакате да работите со деца. Не може некој, од моје искуство кажувам, не може никој да не сака да работи со деца, а да работи со деца. Значи бара љубов кон спортот, бара посветување од моја страна и да уживате со нив, бидејќи сепак со нив е уживање, значи едно искуство кое што тиле ги уживате или не уживате. Јас моја лично искуство да кажам дека со деца е дефинитивно едно интересно искуство кое што мора да се пробава. Ти благодарам што беше денеска специјален мој гостин. Фала ти за времето и вниманието кое го одвои да бидеш дел од ова наше денешно издание на емисијата Супер Звезда. Се надевам дека повторно ќе се видиме во нека наредна прилика. Исто, да. Се надевам. Ти благодарам, а сега почитувани гледачи, продолжуваме понатаму, правиме кратка пауза.
Се враќаме во разговор, почитувани гледачи. Денеска во оваа емисија за оние кои малку подоцна се вклучија, разговараме за бразилското џиу-џицу. Човекот кој што е виновен што бразилското џиу-џицу е во Македонија е веднашка до мене, Мартин Михајлов. Мартин, највише еднашка да се поздравиме, здраво живо. Добре ми дојдовте во оваа емисија и ви благодарам што дојдовте време да може вака да поприкажеме, а воедно да ги информираме и нашите гледачи за овој убав, племенит и многу интересен и корисен спорт пред се. Сите оние кои што сакаат и се интересираат, каде може да ве најдат? Тренинзите се во школата Јосип Броз Тито, во центар, не е во нивната физкултурна сала. Имаме посебен простор специјално за нас, каде што е опремен со пред се татами, се одржува хигиената, има убави соблекувални и слично. Тој е просторот кој што се наоѓа долу, значи во гаражниот простор. Не, тоа е веднаш под главниот влез, порано било нека просторија на училиштето, се комплетно адаптирана за да биде убава сала за боречки вештини, значи преку 100 квадрати, одлична вентилација, тоалети и така натаму. Направено секако што треба. Тука, значи, во кои денови се функционира? Секој ден, зависи дали се работи за возрастна или детска група, секој ден постојат тренинзи. Постои во моментов една група за возрастни, една за деца. Во план се уште една група за возрастни, уште една за деца, така да ќе има можност да се тренира буквално во било кој дел од денот, било кој ден. Така, уште еднашка за крај, на кратко само да ги кажеме придобивките од бразилското џиу-џицу. Значи кажавме дека не е се во силата, не е само оној кој што вежба физички да се развие. Дали е точно дека се развие интелектот кај сите оние кои што го вежбаат овој спорт? Па секако, ја главната придобивка што би ја рекол од спортот бразилско џиу-џицу, земејќи предвид нашиот пристап кон спортот, е дека после тренинг искача човек среќен. Може би ќе биде изморен, може би ќе биде истоштен, но луѓето излегуваат со насмевка на лицето, што на крајот од денот најбитно. Независно дали се работи за возрастен кој што има многу напорен ден на факултет или на работа или школа, или се работи за дете кој што пред тренингот не сакало ни да влезе. И викало мамо, тато, биди тука и така натаму, на крајот од денот не ќе да излезе од сала. И тоа е тоа што нас не прави среќни, тоа е тоа што сакаме да го видиме кај луѓето. Сметам навистина дека дечињата премногу се дома пред компјутер, пред мобилни телефони, пред таблети, дека едноставно оваа современата технологија некако ги уништи оние убави денови во кои што ние живеевме надвор на улица, во физкултурните сали и слично, така да ова е убава прилика да можат да дојдат и да повежбаат, да се подружат, да се социализираат со други дечиња. Така да имате ли за крај вака некоја порака која што би сакале вака да ја испратите не само до дечињата, можеби дури и до нивните родители? Па компјутерите и технологијата е дел од секојдневието, без нив не може. Не дека не можеме ги вратиме старите времиња, но само треба да научиме како и делот со некомпјутерите да го интегрираме во секојдневниот живот. Значи супер е, детето нека игра, нека користи таблет, нека користи компјутер, а мора да биде и надвор. Мора да учествува во некој спорт, независно дали е тоа бразилско џиу-џицу или нешто друго, мора да истроши таа енергија која што ќе акумулира седејќи дома. Така да мене татко ми, бидејќи јас сум растен со компјутер од мало дете сум имал таа можност да имам компјутер уште во 80-тите години, а кај мене имало правило дома, ако сакам да играм 1 сат на компјутер, сум морал 2 сати да бидам надвор. Шубо правило. Тој пристап би ми го препорачал на денешниве генерации кои што се окупирани со тоа и на возрастните. Колку време поминуваш со технологија, барем пола од времето труди се да го поминеш без си најде нешто интересно да правиш. Да си ми жив и здрав, ова да ти кажам, ја прв ќе го применам. Ти благодарам за овој прекрасен и убав совет. Се надевам дека нашите гледачи имаа можност многу што да научат од ова наше денешно издание. Ви благодарам, драги гледачи, што бевте со нас. Сакам, Мартин, за крај да те поздравам, фала ти многу. Фала и на тебе. Ќе се видиме, се надевам, во некоја наредна прилика. А вие, почитувани гледачи, за жал тука завршува ова наше денешно издание на емисијата Супер Звезда. Се гледаме повторно за 7 дена од сега во новата емисија на Супер Звезда. До тогаш бидете весели, среќни, живи, здрави и вежбајте џиу-џицу. Значи, излезете надвор и спортувајте. Чао, пријатно и до гледање. Се гледаме за кратко. Чао, чао и до гледање.